На денот вечерва, како што најавив, разговарам со Оливер Спасовски, координатор на пратеничката група на СДСМ. Господин Спасовски, добро вечер, благодарам што сте овде. Добро вечер, благодарам и на вас на поканата. Господин Спасовски, која направи грешката со подготовката на барањето за анкетна комисија во Кочани, што така лесно гаши ја отфрли или пак можеби намерно беше направена таква грешка? Не, воопшто нема никаква грешка во однос на иницијативата и таа веројатно е прашање на толкување, што честопати Африм Гаши како председател на собранието си дава за право да толкува во однос на тоа како би бил составот на комисијата. Меѓутоа, факт е дека нема некаква, да речем, клима кај владеачките структури за формирање на ваква анкетна комисија, што мислам дека е многу погрешно да се наоѓаат разни изговори во однос на формирањето на анкетната комисија. Така да, денеска тоа што сметаше председателот на собрание дека е наводна грешка е исправена и вратена назад, иако имавме нели рок од 15 дена. Значи останувате на барањето на секако дека иницијатива. тоа е веќе вратена, поднесена. Денеска е погледнав иницијативата која што ја поднесе и ВМРО ДПМН, Знам вреди коалицијата. Исто таму има една суштинска грешка во иницијативата. Сега чекам баш да видам председателот Гаши Каков ќе биде одговор? дали ќе биде толку ревносен да таа суштинска грешка бара да биде исправена на начин како што побара тоа ние да го направиме. Така да, генерално, јас секогаш очекувам вакви, би рекол, игри во политичка смисла кои што ќе ги игра парламентарното мнозинство со парламентарната опозиција, но тоа не е нешто што може нас да не врати, да не поколеба во намерите одлуките кои што ги имаме во однос на комисијата. Сега вие велите дека мнозинството не е многу за формирање на ваква анкетна комисија, а еве тие возвратија со иницијатива за анкетна комисија во која што не би се расправало само за трагедијата во Кочани, туку и за сите останати трагедии низ годините наназад, Дурмотурс, Беса Транс, модуларната болница. Што ќе прави СДСМ како пратеничка група во однос на оваа иницијатива? Ние ќе дебатираме за се она што ќе дојде пред собранието и затоа нема никаква дилема кај ниту еден пратеник од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Впрочем, тоа е задача на сите народни представници, ако сметаме дека тоа е нашата функција која што ние имаме. Така да, секоја иницијатива која што е пред собранието, се она што е тема која што е од интерес за граѓаните, треба да се седне и да се разговара. И сега има различни погледи од страна на судската власт, судско-обвинителската власт и гледам и стручната јавност веќе реагира. Обвинителот минатата недела во ова исто студио рече дека според него не е соодветно во исто време додека има судска постапка која што е во тек да има процес за барање на политичка одговорност во собранието. Вели дека може да има злоупотреба и во судница и во собранието. Гледам дека слични ставови имаат и познати афирмирани универзитетски професори од правниот факултет. Што мислите вие? Може ли таа постапка во собранието некако да се одрази на она што во моментов се случува за случајот Пулс во судница? Таму истрагата е завршена во целост. Ние сме сведоци дека започна судскиот процес. И судскиот процес ќе се води на ниво на доказите кои што биле обезбедени во истражната постапка. Ние секако дека ќе разговараме за сите аспекти кои што значат евентуална политичка одговорност за било кого кој што е во овој дел. Така да, мислам дека како држава, посебно и ние како собрание, треба да покажеме една зрелост како институција со еден сериозен демократски капацитет и никогаш или крајно време е веќе таа расправа да се сведа на ниво на една нормална дебата, иако е ова многу тешко прашање, сепак мислам дека тешките прашања треба да бидат тие кои што ќе може да покажат дека низ нормална дебата
ќе се дојде до Јас ве разбирам, но најавите се решенија дека кои што ги има. 45 дена ќе трае оваа расправа во собранието, барем во однос на иницијативата која што ја најавуваат од власта и потоа ќе информираат за ова владата, да не се случи во судница да се мафта со тие документи, со тие заклучоци од анкетната комисија, па тоа на некаков начин да влијае во судница. Од тој аспект ве прашувам. Дали е соодветно? Прво, дебатата нема да трае 45 дена, туку дебатата треба да заврши во анкетната комисија во рок од 45 дена од денот на почнувањето. Значи, зависно колку сведоци ќе има, како ќе се води таа дебата, колку време ќе е потребно и така натаму, тоа е крајниот рок во кој што треба да заврши дебатата, затоа што сепак ако немаме крајен рок, тоа може да трае до недоглед, без разлика за која иницијатива тоа се однесува. Така да, што се однесува до доказите, тие се докази кои што се работа на истражната постапка и на судот. Сега, дали тие излегуваат во јавност? Да, излегуваат. Тие излегува веќе во јавност. Во медиумите први излегува доказите. И, знаете, јас често пати и порано сум велел дека истрагите не треба да ги водиме пред медиумите, меѓутоа, факт е дека многу од доказите излегуваат пред време за многу постапки и затоа реков, треба да покажеме зрелост во однос на целата таа дебата, да се држиме тоа што е надлежност на собранието, меѓутоа никако и во ниту еден случај не може да имаме изговор дека не треба да има дебати се додека не завршат случаите. Замислете дека целиот предмет може да трае и 5 години, како што најави судечкиот судија на постојниот предмет. Така да, дали значи дека за 5 години Македонското собрание нема да смее да разговара на оваа тема? Или кој е тој кој што може да ускради уставни, законски и деловнички права на избраните народни представници да дебатираат на ваква тема? Да. Така да, јас ги разбирам сите загрижености што се однесуваат во делот на процесот од сите еминентни луѓе кои што се од областа. И дел од тие загрижености споделувам и јас, меѓутоа сметам дека сепак оние кои што имаат највисоки функции во законодавната власт имаат и најголемата одговорност на начинот на кој што ќе се однесуваат. Сега гледам, свесни сте за моките на изјавите кои што се даваат јавно. Морам да ве прашам какви беа реакциите во СДСМ по вашата изјава јавна дека изборниот резултат е дно? Имаше некакви реакции? Па видете, јас не знам дали имало, до мене немало никаква реакција, зборам лично. Дали некој тоа го сваќа на некаков поинаков начин, воопшто не е важно за мене. Важно е дека работите мора да ги кажуваме такви какви што се. И не можеме да кажеме дека намалениот број на гласови донел фантастични резултати на изборите. Дали тие биле очекувани? Да, биле очекувани. Дали сме можеле да направиме повеќе од тоа што сме направиле? Сигурно дека сме можеле да направиме многу повеќе од тоа што сме направиле. Меѓутоа, фактичката состојба завршува на денот на изборите. И резултатот е таков каков што е. И сметам дека и добро што го карактеризирам како дно, од кое што ќе можеме да трнеме напред и да се подобруваат изборните резултати во следните изборни циклуси. Се многу реакции имаше по овој ваш став изнесен во јавноста. Ајде да ги кажуваме работите какви што се. Какви се во моментов односите во пратеничката група на СДСМ? Сосема нормални, другарски, колегијални, работа во едно заедништво, впрочем како што били до пред изборниот процес. Сега има информации кои што се споделуваат вака во неофицијалните информации дека имало состанок на пратеничката група на СДСМ, на која што присуствува секако и лидерот на партијата. Вие таму сте понудиле оставка на местото координатор на пратеничката група на СДСМ поради јавните прозивки за вас дека сте дел од крило кое што сака да прави некакви реформи во партијата. Имало ли таква координација? Понудил ли Оливер Спасовски оставка на таа позиција? Што се случувало, ако се случува? Значи, координација има редовно помеѓу пратеничката група, самостојно. Има координации кои што ги правиме заедно и со раководството на партијата. И тоа е еден нормален однос во однос на партијата и на координаторот на пратеничката група. Второ,
Дали имало отворена дебата во рамките на пратеничката група? Да, имало отворена дебата. Јас како координатор на пратеничката група учествувам и на работата на извршниот одбор на СДСМ. И таму имаше сосема легитимна и отворена дебата. И впрочем, тоа е нешто што и е одлика на СДСМ и во изминатиот период. Ние сме дебатирале секојаш отворено за тоа што секој од нас мисли. Дали имало оставка од моја страна, апропо кажувањата дека јас нешто зборувам што не е така, апсолутно не е точно. Има вистина дека сум понудил оставка од пратеничката група во моментот кога требаше се поднесе резолуцијата до Собранието за Бугарија. Тоа е целата вистина и мислам дека само ова е информација, а не нешто друго. Така да, за тоа што јас мислам, што мислат другите колеги, за тоа што мисли раководството, за тоа што мислат членовите на извршниот одбор на партијата, никој не може да сноси одговорност. Напротив, тоа го сметам како дополнителна вредност во партијата. Нам ни фали дебата и таа дебата треба да има почесто преку дебата и преку разговори да дојдеме до вистинските решенија. Така да не станува збор за некакви кадровски да речем проблеми, распоредување и така натаму. Тоа воопшто во моментот не е важно за СДС. Има многу информации излегуваат во јавноста дека на поранешни функционери, актуелни функционери им се нуди високи позиции во раководството, дека одбивале такво нешто. Имате ли вие информација дека и на представници од пратеничката група им биле нудени да добијат висока позиција во раководството? Имам информации дека таква понуда добила Славјанка Петровска, Фатмир Бистики, Трајчулевски, дека добиле понуда да добијат позиција во раководството на партијата, но дека ја одбиле. Видите, информации се само оние кои ќе ги добиете од официјалните избори. Затоа вас ве прашувам, дали се точни овие? Ова се дезинформации. Значи не се информации. Или некакви полуинформации до кои што секако сите вие доаѓате. И тоа апсолутно е легитимно. Јас не го спорам моментот дека треба да доаѓате до изборни информации, меѓутоа не се информации. Дали имало разговори? Веројатно да. Имало разговори со повеќе пратеници, зборувавме и сите заедно како пратеничка група, за тоа што се случи на изборите, односно на што се должи изборниот резултат, зборувавме за тоа што треба да се превземе во иднина во партијата. Имало и поединечни средби со пратеници, и јас сум бил на една таква поединечна средба, и пак ќе кажам, јас не знам дали некој на некого му нудел некакви позиции или не. Затоа што веројатно тоа треба да кажат тие кои што седнали и разговарале за одредена тема. Меѓутоа, сметам дека барем во пратеничката група има многу јасно позициониран став дека проста кадровска промена на било кој ниво нема да ги реши недостатоците. Туку напротив треба еден системски исчекор кој што ќе значи пред се добра организацијска поставеност на партијата од најниско ниво до највисоко ниво. Треба политичка платформа која што ќе се базира пред се на социјалдемократските вредности и идеи, која што ќе ги црпе своите политики од корените на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кога што е формиран. И трето, треба се работи на градењето на тој коалиционен потенцијал, заради тоа што сметам дека во овој момент токму лево центар, да речем определените граѓани, истакнати личности и така натаму, некако се разедине тоа ткиво кои што не може да бидат расслоени. Тоа не е случај само во Македонија, тоа е случај и во Европа, па и во светот, ако сакате. Секогаш десницата е по-кохерентна, по-обединета и така натаму, визави лево-ориентираните партии, и тоа пред се должи на слободата во размислувањето, слободата во изразувањето, начинот на кој што се размислува и така натаму, не се како десницата кој што има таков синдром на субординација, хиерархија и синдром на едно гето кое што
слепо ги следи политиките кои што ги носи врвот. Сега велите дека и вие лично сте имале поединечни средби со пратеници од пратеничката група на СДСМ. За која цел? Затоа што свесни сме дека ве обвинуваат за формирање на некакво крило во СДСМ. Значи не има јас лично поврзано тие средби. Не лично јас средби со пратениците посебно, него и јас сум еден од тие кои што имал со председателот на партијата. Поединечна средба. Зашто сте разговарале со председателот? Инаку, ако зборуваме за поединечни средби со пратениците, па сум секој ден со нив. Јас секој ден имам со некој од пратениците поединечни средби кои што се однесуваат на работа на собранието. И наша задача како пратеници денеска е исклучиво за работата на собранието. Па ви кажав, во однос на тоа за разговорите со председателот се однесува на тоа на што сметаме дека се должат изборните резултати вакви какви што се и што е тоа што треба да се направи во иднина. Така да тие се темите за кои што ќе се разговара веројатно и на официјалните органи на партијата во наредните. Се имаше информација во медиумите дека сте имале некаква средба со Каевски, дека формирате група за која што ќе лобира за промени на председателот на партијата. Има ли вистина во овие информации? Па апсолутно. Тоа веројатно сте го прочитали, излезе како информација. Апсолутна невистина, која што веројатно е диригирана од некакви лични побуди, партиски, така натаму. Не знам се дали тоа на власта на опозицијата и воопшто тоа не ме тангира. Прво, за се она што мислам дека треба да се каже, за се она што мислам дека треба да се направи, за сите чекори за кои што сметам дека не биле добро направени, тоа го кажувам јас на председателот, на раководството на партијата, на извршниот одбор, таму каде што е место. А во однос на тоа дали сум имал средба со било кого, конкретно еве со Дарко Каевски, насловот беше дека сме имале многу тајна средба во близина на улицата Македонија, во строгиот центар на Скопје. Јас сакам да ја потврдам таа средба. Вистина е дека имавме многу тајна средба во центарот на Скопје со Дарко Каевски. Случајно се сретнавме на пешачкиот премин пред Рамстор. И застанавме како нормални другари, се поздравивме, очигледно дека некој видел дека да не слушнал дека разговарате за смена на Филипч. И немало ни време да разговараме за таа тема, а нема потреба никој да нас слушнува доколку разговараме за било која тема која што ние јавно ја искажуваме. Така да еве толку беше тајна средбата и толку е вистината информацијата. Се морам да ме прашам уште нешто за тоа што велите дека комуницирате и со лидерот на партијата. Има информации дека тој има идеја за формирање на некакво советодавно тело во кој што еве според информациите кои што ги имам би требало да влезат Жерновски, Петров, Макрадули, Бучковски, Деспотовски за реформи во партијата и враќање на вистинските патеки. Има ли вакво нешто? Се работи ли на такво советодавно тело? Видете, тоа е прашање за председател Филипч. Јас немам информација за тоа што превзема во меѓувреме председателот, што е тоа што ќе го понуди пред органите на партијата или ќе донесе самостојна одлука. Така да затоа реков низ таа дебата на седниците на извршниот, на централниот одбор, можеби конгрес ќе се одржи на имате ваши партијата. мислења? Мислите дека вакво нешто би помогнало за враќање на партијата на победничките патеки? Прво, факт е дека ако се вратиме на корените на СДСМ, на корените на изворот на социјалдемократијата, тоа ќе значи и активно враќање на многу лица, на многу кадри од партијата кои што можеби во овој период биле пасивни. Второ, сметам дека треба секој да разбере дека нема стари и нови членови на СДСМ и дека треба младоста секогаш да се комбинира со искуството, мудроста на оние кои што ја правеа партијата 90-та година, 92-та и истите тие кои што ја градеа Македонија на темелите на која што ја изградија до сега, секако дека е драгоцена и треба да биде дел од било каква постава на Социјалдемократскиот сојуз. Не мора тоа да е и официјален некаков орган, меѓутоа секој еден е многу важен за да сите заедно бидеме на патеките кои што ние сите ги посакуваме. Така да
Сега е моментот во кој што партијата се наоѓа во една сериозна криза и треба да се разбере дека отварањето на вратите за секого е решението за Што значи тоа за секој? Сега тука читаме некако насочување на погледот кон Бранко Црвенковски, ако говорите на периодот од 90-тите, но што значи тоа отварање за секого? Кој е тоа секого? За сите овие за кои што говори и предходно. Не можете да кажете има стари кадри кои што ќе ги трнеме на страна, па ние новите ќе одиме сами напред и ќе постигнеме успех. Ама има и кадри кои што се во денешната власт? Има кадри кои што тие се во друга партија. Да бидеме сосема јасни. Не разговараме за луѓе кои што заминале од СДСМ и влегле во други партии, во ВМРО, во ЗНАМ и не знам каде. Јас зборувам за оние кои што се СДСМ и кои што останале СДСМ и кои што можеби не се активни и така натаму од низа на причини. Затоа што некој не ги побарал да бидат активни, затоа што некој не побарал мислење од нив и така натаму. Факт е дека обединувањето е клучот во однос на напредокот на СДСМ, меѓутоа тоа обединување мора да се базира на принципите на социјалдемократијата. Значи, сите оние кои што ги чувствуваат, ги живеат тие принципи, тие се луѓето кои што можат и да ја дигнат партијата. Морам да ве прашам за крај, има ли желба Оливер Спасовски да биде лидер на СДСМ? Тоа воопшто не реков дека не е прашање кое што е ниту сега отворено, ниту е важно дали ќе биде отворено. Лидерот на СДСМ кој сака нека биде. Ако овие работи не ги среди, и ако не понуди платформа во која што сите социјалдемократи, сите прогресивни луѓе ќе гледаат дека тоа е платформата која што може да не обедини во еден фронт против владата на ВМРО ДПМН, тогаш мислам дека нема да има резултати, нема да има успеси. Затоа реков дека не е важна простата кадровска промена само. Ќе ги трнеме едните, ќе дојдат некои други. Ако не ја смениме парадигмата на дејствувањето на партијата и реков мораме многу силно да се зајакнеме организацијски од најниско до највисоко ниво на партијата, за да успееме. Може ли тоа да го направи Филипче или не? Филипче сега е обврзан да прави такви чекори. Земал одговорност за сите членови на партијата кога станал председател. И негова должност е да ја прави таа работа. Резултатите од изборите сегашни покажаа дека тоа што е направено до сега не е доволно. Сега да видиме што е тоа што ќе биде понудено, знаете дека и председателот и раководството најавуваат и одредени кадрски промени, и одредена промена во политичката платформа, начинот на делување и така натаму, и треба да се разгледат сите тие предлози кои што ги имаме, да ги подобриме дискусија, да кажеме ако нешто не е добро, дека тоа не е добро, и сите заедно да чекориме напред кон подигнувањето на Социјалдемократскиот сојуз и враќањето на вербата кај граѓаните дека нешто може да се промени во овој дел. Така да тука се сосема јасни работи. Така, персоналните промени само како промени нема да донесат резултати. Вербата мора да се врати кај луѓето. Благодарам многу за гостување.